Словенечкиот Мали проблематични девојки на Ушка Ѓурич е најдобриот медитерански филм кој беше прикажан на фестивалот Преко езерото. Наградата за најдобар краткометражен филм ја поделија Бланш од режисерката Јоана Ракотариса и Момчето со бела кожа од Симон Панау. Филмови кои импресионираат со оригиналноста и моќно раскажаните приказни, со свечено доделување на наградите и за најдобар режисер, најдобар актер и актерка, како и филм со најдобра музика, официјално беше затворен фестивалот на медитеранскиот и балканскиот филм во Дојран. Тричленото меѓународно жери најголемата награда одлучи да ја додели на режисерката Ѓурич за автентичното прикажување на моминското детство и тинејџерската сексуалност. The main award for Best Mediterranean Film of Across the Lake Festival goes to an authentic portrayal of girlhood and teenage sexuality. It's a deep and light-hearted, sensual debut that talks openly about the yearning of this most uncharted territory between childhood and the life of the adults. The award goes to the film Little Trouble Girls by Urška Đukić. Of course, especially I'm grateful to the festival for even making festivals, because festivals are so important. That's the only way that cinema still lives and that films can reach people. So thank you very much for that. And of course, thank you to the jury for recognizing this strength of our film. За филм со најдобра музика, специјално споменат и како филм со најдобра приказна според младите студенти кои учествуваа на работилницата на фестивалот, беше италијанскиот Било каде, било кога од режисерот Мила Танкшир. Благодарам за наградата му, благодарам на жирито. Ми значи многу бидејќи музиката е важен сегмент од раскажувањето на една приказна на филм. Не само како позадина, како што сте забележале, туку и како надополнување на некакво драмско действие. Беше сенегалска, етиописка музика. Преко езерото додели и 2 гранта на Исток Чаповски и Розе Симоновска, со чија помош ќе може да ги снимаат своите дебитантски филмови до следното издание на фестивалот, кога ќе имаат и своја премиера. Ви благодарам на сите што новие 5 дена бевте со нас. Навистина беше бескрајно задоволство по 4ти пат да се биде Преко езерото. На крајот сакам да го најавам и последниот филм во фестивалот. Тој е филмот Постојан, со грчки наслов И Парко, на режисерот Јоргос Цимберопулос. Како прогласам фестивалот за затворен, се гледаме до година во истото време на 5-то издание на Преко езерото. Филмскиот фестивал на балканскиот и медитеранскиот филм оваа година по 4ти пат се одржа на брегот на Доранското езеро. Амбицијата на организаторите е секоја година Преко езерото да расте и да се етаблира на мапата на културни настани во Македонија како еден од најважните летни фестивали.